Прво сметаме дека тоа што премиерот и владата го направија со назначувањето на новиот директор на АНБ, го направија во еден манир на диктаторство и направија партиско киднапирање на една од најсериозните институции во сферата за безбедноста, тоа е Агенцијата за национална безбедност. Ние многу време и инвестиции потрошивме таа институција да се професионализира и првите чекори во таа насока почна уште со пржинските преговори и разговори. И АНБ стана институција во која што работат одлични професионалци, за кои што назначувањето на ваков кадар не значи ништо друго, освен една форма на понижување. Сметам дека со овој манир премиерот Мицкоски потсеќа на неговиот партиски претходник, кога овие институции се користеа и за пресметка и со политички неистомисленици, со пресметка со новинари, и не може никако поинаку да се толкува ова назначување на оваа навистина осетлива позиција. Ние ќе ги известиме сите наши стратешки партнери и ќе побараме соодветно мислење и реакција од нивна страна, но истовремено ја повикувам и председателката Силјановска-Давкова да заземе свој став и да го запре најавеното фузионирање на АНБ со Агенцијата за разузнавање, да не се откажува од нејзините ингеренции, поради тоа што кога веќе има ваква најава за партизација на оваа институција, тоа значи дека дополнително зголемување на капацитетите на АНБ, кога би се фузионирала според најавите на премиерот со Агенцијата за разузнавање, ќе биде една многу гломазна институција која што тешко ќе се контролира, која што впрочем видовме во едно минато време до 2016 година зашто и како се користеше.